Кажете ми, повторно се отвара темата за ветинг на судиите и обвинителите. Вие, освен што се председател на судскиот совет, сте и врховен судија. Бевте. Дали, што сметате за ова? Па види, што се однесува за ветингот, практично ветингот во нашата држава, ако се имат во предвид законската норматива и се спроведува. Значи, кај нас постои закон за судски совет, постои закон за јавно обвинителство, постои закон за спречување на корупција и судебни интереси, постои финансиска полиција, што значи нема пречки, постои правен основ да ветингот се спроведува во нашата држава. Државниот јавен обвинител го прозва кривичниот суд на пресконференција во врска со една од пресудите на тој суд за предмет на специјалното јавно обвинителство и рече дека на такви суди кои донеле пресудата во тој случај не им е местото во правосудството. Вие сте врховен судија, каков е вашиот став? Претпоставам дека, иако не ги знаете списите и конкретниот предмет, можеби не сте направили увид, меѓутоа од она што е во јавноста изнесено. Па видите, ја по правило не ги коментирам изјавите. Ја чув изјавата на обвинителот Јовевски, истата нема да ја коментирам. Меѓутоа само ќе кажам дека ние имаме со уставот утврден правен систем. Значи, ако некоја од странките не е задоволна од самата одлука, има право на жалба до второстепениот суд. И согласно член 13 од Законот за судовите, само второстепениот суд може да ја укине, прииначи или потврди првостепената одлука. Судскиот совет не е суд од втора, трета или четврта инстанца. Па поради тие причини ние не можеме да интервенираме, да минуваме или укинуваме судски одлуки. Верите дека прилично сте легалист во ова што го зборувате, меѓутоа законот го врзува во рок да изберете председатели, во рок да ги завршите постапките. Ништо од тоа немате направено до сега, ни разрешувањето, ни изборот на судиите, сите рокови се поминати. Ако вака легалистички настапувате, зошто го кршите законот кој ви дава рок од 60 дена и да не ги направите сите рокови? Значи, веднаш ќе ви кажам, значи, воопшто роковите кои што се предвидени во законот, ние не ги прекршуваме. За да се избере председател на суд или судија, во законот е предвидена цела процедура. Знаете дека ние распишавме објава за 6 судии во апелациониот суд, за 10 и плюс 1 председател на Висшиот управен суд, 11, двајца судии на управен суд. Претходно мора да се спроведе целата постапка. Паралелно со тоа, бидејќи претходно не е вршено оценување на судиите, а таа обврска стои на секои 2 години, за да можеме да ги оцениме председателите, чија оценка се изведува од оценките на судиите на ниво на суд, мораше претходно да се спроведе и постапката за оценување на судиите. Во таа постапка, судиите кои што не се задоволни од оценката и имат право на приговор до судскиот совет, кој што одлучува дали ќе изврши повторно оценување или не. Значи, при крај се сите постапки за избор на 6 судии во апелациониот суд, 2 судии во управниот суд и 11 председатели. Значи, целата претходна постапка, која што ние согласно законот треба да ја спроведеме, ја спроведивме и значи, на последгодишните одмори, на првата или на втората седница ќе се бират и судии, ќе се бират и председатели на судовите. Значи, постапката се развлече поради тоа што мораше да преземеме една низа од процесни действија за да можеме да го извршиме изборот. Не можеме ние да извршиме избор без оценка на судиите, кога наша обврска е при, да речеме, номинацијата да тргнеме од судиите кои што имат добиено највисока оцена. Без тој факт ние не можеме да избереме ниту председател, ниту судии. Сега велите септември-октомври. Законот 60 дена познава рок, вие просто легалист, предпоставам. Добро знаете дека во последните 60 дена се избира. Ја целата процедура што ја знам.
Прашањето е кога ќе го сторите тоа? Ќе го сториме значи на првата или втората наредна седница. Господина Здравев, само Бидејќи веќе сме при крај со постапките, се завршени и ќе извршиме избор. Плюс тоа, не е само изборот на судии. Вие знаете колку барања за утврдување на одговорност на судии има поднесено. Значи, нашето внимание беше фокусирано меѓу другото и исполнување на таа обврска. Или Јован Вангеловски после 2 години или колку е таму поставте, ќе дојде на дневен ред и ќе се окончали барем тоа прашање. Не можам да ви кажам сега дали Јово Вангеловски или било кој судија, од причини што согласно законот оваа постапка јавноста е исклучена. Па поради тие причини не можам да ви кажам за кој суди станува збор. Добро, и вие велите дека ветинг не може да има, но дека судскиот совет е тој по закон што може да врши на некој начин прочистување на судиите и да кога ќе почнете да ги правите, да ги завршувате тие постапки конечно и да направите. Ама ние ги завршуваме, ние веќе имаме разрешено судии, ние имаме формирано комисии за испитување на одговорноста. Значи постапките се во тек. И ќе видите и вие самите дека, мора да се преземат конкретни действија. Значи, не можеме да прескокнеме некои действија, бидејќи, како што рече и вашиот колега, значи, мора да одиме и да го почитуваме законот, уставот, меѓународните договори, ратификувани согласно уставот. И не можеме да се поднесе барање и веднаш судскиот совет да го разреши судијата. Мора претходно да се утврдат фактите, за да се види и утврди основаноста на поднесеното барање. Значи се работи. Јас ви уверувам дека се работи. Не коментирате изјави, но како прв човек на судскиот совет, да ти треба да кажете дека немате став по последните случувања кои што опфаќаат обвинители. Случувањето со СЈО Тоа значи дека се излагаат на површина според вас сите потврдувања на судскиот систем, она што веќе неколку години кои имаат констатирано и наши и меѓународни институции, или пак сосема ваш став кој што мора јавноста да го знае за овој случај? Па видите, значи, мој став е дека независно дали е судија, дали е обвинител, дали е политичар, мора да ги почитува уставот, законите и меѓународните договори ратификувани согласно уставот. Тоа е правниот систем. Се што излегува од тоа е противуставно, незаконито и подлежи на одговорност. Што ќе значи ова со СЈО генерално за правосудството? Вие не сте одговорен за обвинителите, не судскиот совет. Меѓутоа, што значи ова сега што се случува со СЈО генерално за правосудството, реформите, довербата? Видите, вчера преку средствата за јавно информирање јас дознав дека значи постапката се води само против двајца, значи осомничени, а против никој од специјалното јавно обвинителство. Значи да сочекаме, како што спомна и обвинителката за организиран криминал, да сочекаме вештачења, да се изведат докази, да се утврдат факти, да се спроведе истрага, па да видиме кој е одговорен покрај овие двајцата, дали постои уште некој, трети или четврт, одговорен за таа работа. Дали специјалниот извештај на... Што се должи тоа? Моето прашање беше како гледате на тоа, што се должат сите овие случувања? Нешто недостига, нешто навистина јавноста гледа дека нешто не е во ред. Вашиот став околу тоа на што се должи се тоа? Прв човек сте на судскиот совет. Па да ви кажам искрено, јас сум изненаден од она што се случи со специјалното јавно обвинителство. Што за другите настани? Еве и конкретно за Панчевски има обвинение, што правиме со послушните судии кои ги добиле предметите? Дали во меѓувреме по собствена иницијатива врз основа на обвинението повеловте некаква постапка за тие 13 судии од единица? Не, прво ние треба да ја утврдиме одговорноста против судиите, против кои што постои барање за утврдување на одговорност, и не само судиите и председателите на судовите. Ако во таа постапка се утврди дека постои одговорност и на некој друг, во смисла на тоа судија или председател
воопшто нема да размислуваме да ние по собствена иницијатива поднесеме барања за утврдување на одговорност, како што впрочем го сторивме и за еден од председателите на судовите. Има ли денеска разрешница за овие кои што се на дневен ред? Не спомнуваме. Се надевам дека ќе има. Ајде се. Сообщението кога можеме да го очекуваме? Добро, окей.